Добро вечер, почитувани гледачи. Вие сте со отвореното студио на телевизија Нова. Од она што може да го видиме вестите на оваа телевизија, но и прелистувајќи ги останатите информативни агенции, телевизии, вестници и портали, можам да заклучам дека денеска наводно бил успешен ден во преговорите меѓу представниците на политичките партии, се разбира не на лидерско ниво, на малку пониско, но очигледно е од тоа што може да прочитам дека има некое поместување, некој оптимизам кој што произлегува од изјавите на дел од учесниците во преговорите, дека политичката криза можеби наскоро ќе се реши, ако се суди според тоа дека е постигнат мал напредок околу одредени прашања важни за разрешување на политичката криза, кои што беа поставени како услови и во Пржинскиот договор, а тоа е прочитувањето на избирачкиот список. Наводно има мало поместување, а се разговарало и за другите важни теми, како реформа на медиумите, може би биле начинати и термините за нови избори. Не знаеме, бидејќи представници на партиите ретко присуствуваат на вакви отворени дебати, тогаш ние ќе анализираме со луѓе, аналитичари, со одветни, кои знаат да предвидат, да анализираат и како тоа може да се развива. Еве десно од мене е Тања Алтанџиева, адвокат и поранешен член на ДИК. Добро вечер. Сашо Крековски, политички аналитичар, ако не грешам, и Сотир Костов, политички аналитичар, инаку поранешен јавен обвинител. Добро вечер на сите. Сашо, со тебе би почнал шанса за компромис. Ја наслов емисијата мириса на компромис. Има ли шанси на вистина да се постигне компромис и каков би бил тој во вистинска смисла, каде двете страни би нашле нешто заедничко, или е малку како во Македонија компромис, ама по мое? Добро, ја повеќе пат имам кажувано дека ограничувањето на политичкиот диалог во Македонија потекнуваат од нашата маскулина политичка клима, условно да кажем, односно инсистирање на победа, на обстојување на своите ставови, не сослушување на аргументите на другата страна и дури кога се прави компромис, презентацијата на тој компромис во јавноста повторно е обвиткан како голема победа, сите страни излегуваат и кажуваат за голема победа. Од друга страна, сите сме свесни дека политички диалог мора да има. Значи, некои работи мора да бидат договорени, затоа што ако може партиите едностранно да постапуваат, тие до сега многу пати ќе го направат тоа, меѓутоа и да постапат едностранно, после известно време пак мора да се вратат работите во институциите, во главните текови. Значи, мора да се согласиме што и како понатаму. Столбовите на политичкиот диалог за излез од политичката криза се воспоставени со договорот од Пржин. Имаме еден столб, тоа е политичка разврска, избори. Имаме втор столб, правна разврска, односно работата на специјалното јавно обвинителство. Застоите во споредувањето на договорот од Пржино и од излезот од политичката криза е заради тактизирањето на, условно кажа, на двете страни, на ВМРО, ДПМН и на СДСМ, околу тие две компоненти. Односно, двете страни сакаат што побрзо да се случи компонентата што мислат дека им одговара нив. ВМРО ДПМН смета дека политичката разврска им одговара на нив, односно дека ќе победат на изборите, инсистира тоа да се случи што побрзо. Од друга страна СДСМ смета дека правната разврска ќе им одговара нив и затоа инсистираат на работата на специјалното јавно обвинителство. Двете страни се држат во една, условно да кажам, блокада, бидејќи ВМРО ДПМН се уште има инструменти да го блокира специјалното јавно обвинителство, како што СДСМ го блокираше изборниот процес преку избирачкиот список. Двете страни мора во еден момент да ја легитимират и другата страна, и ВМРО ДПМН да ја подржи правната разврска и СДСМ да го подржи избирачкиот список, бидејќи ние без сите заедно да дадеме подршка на двата елементи, ќе имаме избори, ќе работи специјалното јавно обвинителство, но нема да излеземе од криза. Пошто кризата не е само да има избори да работи СИО,
туку и да се спушти поларизацијата, да полесно се одвива политичкиот диалог понатаму и полесно наоѓаме заеднички решенија. Така што мислам дека во еден момент ВМРО, ДПМН и СДСМ мора да најдат модалитети како ќе се уверат меѓу себе, дека едните со другите нема да се блокираат. И во однос на изборите, ветото или блокадата е во раците на СДСМ, преку создадената клима околу нерегуларноста на избирачкиот список. Од друга страна, преку создаденото јавно мнение, ВМРО, ДПМН се уште има начини да блокира дел од работата на специјалното јавно обвинителство. Двете страни треба да си дадат гаранции дека ќе испочитуваат споредувањето на двата дела. Тоа е договорот од пржина. Не може само едната работа да види. Господин Костов, еве Сашо ги постави на некој начин работи, господин Клековски. Има ли навистина се уште интенција кај едните кај другите да ги блокираат овие два процеса или да отегнуваат, да речеме, дали навистина ВМРО, ДПМН има можност, желба и начин да ја блокира работата на СЈО и дали е токму овие протести што ги гледаме на крај, бидејќи ако сите велиме дека полека почнува да тече диалогот, тие денеска протестираат и тоа најмногу ми се чини сега, бидејќи од ден на ден се повлече аболицијата, многу работи на некој начин како да се решаваат. Пуштени се луѓето за кои што протестира од притвор, го повикуваат Уставниот суд да се произнесе околу уставноста на специјалното јавно обвинителство. Дали е тоа, може би требаше Клековски да го прашам, но за да направиме еден круг, вие сте сепак поранешен обвинител, аналитичар, дали може би тоа е, како се види сега на македонски, не можам да кажам зборот, каменот на сопнување кој што се уште ги држи каменот мегник. Па видите, почитаниот колега Клековски добро постави добра основа за дискусија, иако во еден дел со неговите излагања не се согласувам, ќе кажам и со кој дел. Лично мислам дека денови ни се случува една интензивна интеракција на стари концепти, на нови парадигми и на контраверзни предизвици. За старите концепти зборуваше на почетокот Клековски, само ја поинаку ги кажувам, а тоа е блокирањето на политичкиот систем, тоа е делот од работата на СДСМ, на Зоран Заев. Ја би рекол, оно што го кажа Клековски е фактички исклучивоста на Зоран Заев и на СДСМ да биде така и токму така, работиве ги коча. Сега, зошто некако змиулесто поменуваме од правната во политичката и обратно или поточно од политичката во правната територија, мене не ми е јасно. Ја не знам дали сум во малцинство кога размислувам дека кога зборуваме за правото треба да зборуваме јасни, концизни, да имаме една уставна култура, законски легислатива дословно да ја толкуваме и да не правиме каша попара од законите и од уставот. Лично мислам дека иако на моменти се преплетуваат, но наше е ние тие работи да ги разграничиме. Некои од политичарите, ако ги мешат барем ние аналитичарите, да не ги испреплетуваме. И сега да ви одговорам на ова третово, а јас го имам ставено така една нова формулација е контрадикторни предизвици. Ни се случува шарена револуција, ни се случуваат некои, јас се трудев некоја нова литература да консултирам интересни групи, а јас народски би рекол групи на притисок. И видите до кај одат, дури мислам дека тие па завлегуваат во една друга сфера, сакат да ги водат работите на политички план тие во државата при законодавен дом, парламент, кој веќе работи, при извршна власт и при судска власт. Знаете, мислам на шарената револуција. Тие вака рекле пред некој ден. Или Уставниот суд ќе прогласи дека СЈО е уставно, а судските и обвинителските и обвинителствата, судовите и обвинителствата ќе ги ослободат овие што уништуваа споменици, култура, традиција, историја и така натаму, или ние правдата и слободата ќе ја земеме во своји раци. Гледав тројца на овие дебатни емисии по телевизија кои ги прашуваа што значи тоа, па вика не знаеме што значи тоа, демек презимањето на раците. Вика се е можно. Па видите, господа, да ви кажам, и не знам дали ќе се согласите со мене,
Тоа е навлегување во поредокот на пештерата, тоа е прифаќање, а ја би сакал да е неприфаќање на хаосот на џунглата. Не може една, пазете, интересна група. Добар дел поминав од животот во невладин сектор. Сашо најголем допринос има дадено за мене по една многу голема, потекнува доаѓа од една многу голема невладина организација. Мене ме криво што Сорос успеа можеби над неа да отиде или така натаму, бидејќи имам позитивни искуства со таа организација од каде тој доаѓа. И јас лично мислам, ако кажеме ние сме граѓански сектор, ние сме невладин сектор, ајде да видиме кои сме ние. Колку сме ние? Зашто се залагаме? Дали ние сме представници на јавниот, еве да речем националниот и општиот интерес? Значи не можеме да им дозволиме они вака да ги условуваат, да ви одговорам, да ги условуваат државните институции кои, еве, видовме, функционираат. Се покаже дека и председателот функционира, даде пат за отварање на функционирање на парламентот, парламентот си ги извршува задачите и така натаму. Само треба со вистинско име да кажеме да не случајно се работи за една демократски примитивизам на улица што ни се случува. Да, отворите неколку теми за кои што веројатно ќе стане збор, ќе има согласување. Значи не се согласувам со вакви ултиматуми, да поентирам, не се согласувам со вакви ултиматуми. Мислите на шарената револуција? На шарената револуција, ова што вие ме прашавте дали се во ред они што вака поставуваат прашање за одговори, рокови поставуваат и така натаму и така натаму. Политичкиот диалог и ја гледам знаци на придвижување. Еве денеска поднасмејани, иако едните пак кога сакаа да свика седницата велеа, исполните се услови за избори. А денеска пак кажуваат избирачкиот список и така натаму. Дојдовте до избирачкиот список, имаме уште некоја минута до првите реклами. Алтанџива, јас се извинувам, вие сте единствената дама овдека, но како што рече Клековски, ти си за мен збор, ова е свет на мажи и ние се не на мажи, на маскулиност. На мачо. Има и мачо жени, не мора само мажите да бидат мачо. Имаме и мачо политика. Не беше намерно, сакав така да заокружиме една генерална оценка, правна и до избирачкиот список. Ќе ви дам збор сега за кратко, а потоа ќе продолжам со вас, помеѓу ќе ставиме едни реклами. Генерално, значењето на избирачкиот список за кој што имаше многу преговори, многу дилеми, согласување и несогласување. Колку еден избирачки список е важен и колку навистина може да биде чист до последна инстанца. Значи не мора се да ми одговорите генерално, а потоа ќе продолжиме. Меѓутоа една-две реченици како увод морам да дадам. Значи политичката криза веќе подолго време трае. Резултат за надминување на истата е договорот од Пржино. Целта на договорот од Пржино е спроведување на избори. Ние долго време слушаме дека политичките партии се спремаат за избори, меѓутоа, значи камен на сопнување, како што кажувате, е избирачкиот список долго време. И она што можам да констатирам е дека согласност меѓу сите политички чинители во државата има само за три ноторни факти. Дека имаме политичка криза, дека решение за излез од политичката криза се избори и дека ни требаат фер и демократски избори. Меѓутоа, останува отворено прашањето како до фер и демократски избори. Овде и господинот Клековски, и господинот Костов ги начнаа темите. Значи, тука се релевантни политичката волја на политичките партии, на политичкиот капацитет на водствата на политичките партии, значи дали има дефицит на политичка волја или не, односно на капацитет за придвижување на процесите. Го спомнавте компромисот, меѓутоа не прифаќам и не респектирам политика на исклучивост. Значи компромисот во секој случај значи согласност на волите на сите договорни страни. Во конкретниот случај, значи тоа се 4 партиски лидери, меѓутоа согласност на волите на слободно изразената волја. Неоктруирани закони, неоктруирани наметнати законски решенија. Избирачкиот список ме прашавте колку е важен. Важен и он е основната алатка на Државната изборна комисија врз основа на кој се спроведуваат изборите. Меѓутоа, избирачкиот список како
дневно политичка тема за разговор околу можноста, спремноста или неможноста за одржување на фер и демократски избори, би кажала, е пренагласена и во тој контекст сметам дека се уште, барем по завршувањето на работата на Државната изборна комисија, јас лично во Државната изборна комисија како највисок изборен орган не слушнавме значи кои се резултатите од проверката на избирачкиот список. Еден заеднички извештај, значи да излезат како Државна изборна комисија, како орган кој што себе си се смета за институционално позициониран за давање на релевантни и би кажала точни изјави. Ние во овој контекст имавме изјави од страна и на меѓународни представници и од страна на политичките партии, меѓутоа не слушнавме реакција од Државната изборна комисија. Добро. Ова беше добро за влез. Ги заокруживме сите аспекти за кризата и можните излезни решенија, за важноста на избирачкиот список, за важноста од постигнување компромис, без притисоци. Одиме со реклами, а веднаш по тоа се враќаме да продолжиме на истиве теми. Цивитана за обичните суперхерои од сега во ново пакување. Витаминка. Ова е мојот син. Кога тој е среќен, и јас сум среќна. Најсреќна мајка. Кога е време за холе, тоа е најсреќен момент во нашата куќа. Холе за децата значи здравје и вкус, а за мајките мир и спокој. Одиграјте паметно. Изберете најниска каматна стапка од само 5,5% и уживајте во нештата што ги сакате. Аплицирајте за Супер С ненаменски подрашувачки кредит и добите до 1.200.000 денари, без провизија за одобрување и рок на отплата до 10 години. Шпарка се банка. Банка на вашето семејство. Генатурал 3 во 1. Во една капсула храна, кислород и енергија. Мојот избор е Генатурал. Еве не во отвореното студио на телевизија Нова, разговараме со Сашо Клековски, Сотир Костов и Тања Алтенџиева. Завршивме со вас. Ќе продолжиме околу работата на Државната изборна комисија. Ја споменавте неколку пати дека таа не излезе транспарентно да соопшти какви се состојбите околу избирачкиот список, иако неколку пати се врши директен пренос, камерите беа вклучени, излегуваа со пресконференции, им се забележуваше за нетранспарентност, но помина низ неколку фази работата на ДИК. Излегуваа, влегуваа представници на политичките партии. Не беше консензуално речиси ништо околу што се договорија. Така што и во јавноста остана нејасно каква ситуација имаме со избирачкиот список. Можно ли е да бидат влијанијата партиски таму доминантни или пак се работеше стручно и професионално, бидејќи имаше микс од професионалци, од партиски представници? Добро, една од најлошите констатации, ако се каже дека некој член е партиско решение, дека тој партиски ќе работи. Значи, основната цел на Пржинскиот договор за избор на нова Државна изборна комисија беше отварање пат на уште поголема, би кажала, професионализација на Државната изборна комисија со вклучување уште на тројца експерти. Од друга страна беше јасно и концизно законското решение дека
политичките партии на власт и во опозиција ќе имаат по 20 представници во Државната изборна комисија, и албанските партии по еден член. Меѓутоа, уште во некоја друга емисија имам кажано дека тоа е озаконета партизација на Државната изборна комисија и лично однапред сметав дека нема да има резултати со ваквото законско решение, настрана фактот што и самото законско решение, би кажала, по други основи е и противуставно. Меѓутоа, целта на воведување на тројцата експерти беше да има баланс во гласањето. Значи, некој однапред прејудицира дека членовите предложени од политичките партии ќе гласат како што се партиските ставови. И тоа, впрочем, се виде. Јас лично ја поддржувам Државната изборна комисија. Неколку пати имам кажано дека знам колку е тешка работата во Државната изборна комисија, поготово за време на избори, а поготово сега во оваа реална политичка криза, кај што односите се сензибилизирани до степен на крајна поларизираност. Меѓутоа, ако една од новините во изборниот законник беше да не смее член на Државна изборна комисија да гласа воздржан, значи мора да се гласа или за или против. Затоа што и во препораките на извештаите од спроведените претходни избори имаше констатирани слабости од страна на ОПСЕ дека гласањето воздржан е неконзистентно решение во изборниот законник. И од тие причини се воведе таа новина. Меѓутоа, сега ние сведоци бевме на едни други ситуации каде што имаше напуштање на седниците на Државната изборна комисија и сметам дека тука во крајна линија дигнитетот на највисокиот изборен орган го градат самите членови на Државната изборна комисија. Независно некој дали е предложен од политичка партија или не, професионалниот кредибилитет е број еден за работата и се знае до кога определени ставови би можеле да гравитираат околу партиските ставови, меѓутоа се знае кај е границата меѓу правото и политиката. Неколку пати беше спомнато влијанието на политиката и на правото. Значи, политиката го детерминира правото, односно обликување на правни норми на законски решенија, меѓутоа, од друга страна, би кажала, правото не би смеело да биде злоупотребено од страна на политиката. Околу Државната изборна комисија, јас лично, настрана фактот што врз основа на донесените правилници, методологии, спроведените теренски проверки, значи завршија огромна работа. Меѓутоа, извештаите и евалуација од тие резултати ние не слушнавме. Значи, не видовме една заедничка пресконференција на Државната изборна комисија во смисла на презентација на резултатите од спроведената вкрстена проверка на податоците на запишаните избирачи. Имаше согласување веројатно околу тоа. Иначе имаше неколку пресконференции и соопштува бројки и не беа целосни. Значи, зборуваме, овде јас ја гледам слабоста во отсуство на комуникацијска стратегија, значи за градење на имиџот на Државната изборна комисија како највисок државен орган. На Државната изборна комисија, вклучително на сите членови, поготово на експертите, значи каде што немаше имаше отсуство на промоција на лидерство, на водство. Значи, јас би сакала да ја видам Државната изборна комисија, сите членови заедно, кои што ќе бидат единствени по однос на определени решенија, затоа што, дозволите само уште кратко, затоа што вкрстената проверка, резултатите од вкрстената проверка се работи за емпириски податоци. Значи, тоа се податоци со вкрстување на базите на податоци со другите државни органи и ние слушавме бројки. Значи, и сега се поставува основното прашање. Зборувавме за недоверба и за градење на доверба. Значи, овде ја гледам слабоста на Државната изборна комисија, дека таа самата требаше да се институционално да се позиционира во смисла на градење на доверба кон неа како институција и кон нејзините резултати од вкрстената проверка, заради што требаше да се има доверба во избирачкиот список. Секој обичен граѓанин и да слушне кратка секвенца на вести или во било која информативна програма или во некое студио, слуша бројки, меѓутоа тоа е градење перцепција за веродостојноста на некои податоци или не, а не комплетна
би кажала комплетно разбирам што искажување од сакате да страна кажете. на Државната изборна комисија. Ќе се навратиме подетално, да. Не може само многу кратко, значи. Може би и господјата Анталжиева имаме различни политички гледишта и стојалишта, но во ова комплетно се согласувам со нејзе и јас само вака ви додам. Зошто денес како разговара парцијално за некои аспекти на состојбата на избирачкиот список, таму беа Шекеринска од СДС, Нина од ВМРО и не знам кој од ДУИ ДП, не беа членовите на ДИК. Еве го што го збори дигнитетот, ја малку поинаку го гледам. Ако ДИК е опремена како никој пат, со сите ресурси, ако ДИК мимо овие партиските членови има 3 врвни стручњаци, каде се они денес во прашање? Сега, ова го ставам па во еден друг контекст. Така ли ќе ја делиме државата од партијата? На што не наведува нас СДС и ЗАЕВ? ВМРО направила вакви, не знам какви узурпации, партија држава, а еве ги си се предложија членови партиски да имат од ДИК и еве ни кажува господјата Алтанџиева што значи тоа за функционирањето и за ефикасноста, а ние и го гледаме. Значи, мислам, ако цениме струка, професионалност, експертиза, дајте денеска требаше во пржено да бидат членовите на ДИК, ако не сите, барем експертите, се претпоставува многу повеќе знаат од политичарите. Не го креираме ние повиците кои ќе присуствуваат на тие. Се уште се работи за политички диалог, бидејќи таму се веројатно се решава како ќе функционира понатаму преговорите. Клековски, имаше... Може да се надоврзам само ќе се вратиме на ова, само да слушам ставот на Клековски околу тоа дали најмногу беше посветено денеска вниманието дека околу избирачкиот список имало мало поместување напред. Но имаше забелешка, колку што може да видам, дека едната страна инсистира да се оди дел по дел, значи први да се реши избирачкиот список, па потоа се разговара за медиумите, значи фрагментарно, додека опозицијата, колку што може да видам, се залага за преговори во пакет. Има ли битна разлика околу тоа? Освен ако немате коментар на искажувањето на Алтанџиева и... Една мала реплика за шарената револуција. И за Костов. Да, значи мислам дека секој има право да протестира за било која кауза и било која цел. Смета дека треба да протестира, се дури протестите се ненасилни. Да. Значи дали сака да протестира за рушење на владата, дали за промоција на одредени човекови права, дали за промоција на права на етнички заедници, тоа е нивно право. Вие ги сметате за насилни протести или не? Има големи дилеми околу тоа. Многумина сметат дека се... Имаше фаза кога беа насилни. Има институции кои одредуваат дали се насилни или не. Значи, јас сега може да говорам за перцепција. Втората работа, дали тие протести ќе влијат на политиката во Македонија, зависи дали протестите ќе ја убедат јавноста во каузата. Дали ќе ја продадат, усано да кажем. Во однос на аболицијата се повлече меѓу другото затоа што 76% од граѓаните на Република Македонија не ја поддржува аболицијата. Таа не можеше да обстане пошто се создаде јавно мнение во кое учествува и протестите, во кое аболицијата беше неодржлива. Не само за едните симпатизери, пошто 76% неподршка на аболиција значи дека меѓу сите општествени групи, вклучувајќи меѓу симпатизерите на ВМРО ДПМН, дека нема поддршка за еден таков Тие јавно го искажаат. чекор. Во однос на избирачкиот список, зошто преговарат партиите, па зошто партиите му ја ставија омката на избирачкиот список. Значи, една од работите што СДСМ неколку години наназад го прави е ставање еден огромен фокус на можни нерегуларности на избирачкиот список со делно и намерно мешање на категориите државјани и жители. Значи, намерно рековте или не? Мислам и намерно, значи не може универзитетски професори да не прават разлика помеѓу државјани на Република Македонија и жител на Република Македонија. Значи некој што живее во Лесковац и во Минхен, а има државјанство на Република Македонија, мора да биде на избирачкиот список, а тој не е жител,
нема деца во Скопје или нема деца во Кичево или веќе од каде потекнал човекот. Значи, јас упорно го повторам, примерот нема во Скандинавија, додека има во Косово. Косово имаше и попис, кој требаше ние да имаме попис, и има фери демократски избори кои се признаени од сите политички партии. Косово има повеќе луѓе на избирачкиот список отколку што има жители. Значи има 1.730.000 жители, а има 1.760.000 на избирачкиот список. Има 30.000 повише гласачи од жители, утврдени на попис. Значи, ние може да се случи да имаме на пописот помалку жители, отколку што ќе имаме гласачи на гласачкиот список. Кај нас нема се случи. Заради имаме многу луѓе кои се иселени. Да. Сега останува дилемата да се реши што со иселените. Дали тие имат избирачко право, значи тие не може да не бидат на избирачкиот список, само прашањето каде тие имаат право да го остварат тоа избирачко право. Значи, ќе го отвориме тоа. Зошто нема разрешница? Значи, веднаш кај појавувањето дека на избирачкиот список има 5000 повеќе гласачи отколку од минатиот избирачки список, врвни луѓе од СДСМ го проблематизира избирачкиот список, значи создадена клима дека тој мора да се намали. Без разлика дали ако се применат објективни критериуми и аргументи, тој треба да се намали. Ја не знам дали треба да се намали. Има таму луѓе што се разбират во тие работи. Еден куп бази на податоци се вкрстуват. Критериумите за вкрстување се објективно зададени, тогаш не треба да лицитираме, треба да се зголеми или да се намали. Туку со примена на критериумите да се дојде до едно објективно решение. Ако тој систем не чини, хајде да направиме активна регистрација. Да се пријавиме сите кои сакаме да гласаме. И СДСМ од тоа се откажа во една претходна фаза минатата година која знаете ли зашто? Преговараше. Предпоставам. Недисциплинирани сме. Полојна ќе не снеме у избирачки список. Ја на тоа мислам, ништо политички. Нема, не. Секој да поиде и да се пријави. Ама, значи, во еден момент мора да констатираме ово е договорот, овие се луѓето што треба да гласат и да завршиме со тоа. Значи, ние не можеме постојано. И на крај само уште една поента, имаме ние изборен мониторинг. Значи, нема да има мониторинг на денот на изборите, ако избирачкиот список идеален. Значи, луѓе таму седат и формално и неформално и сите гледаат кој влегува, кој излегува на гласачките места. Значи, мене не може никој да ме убеди дека обрвеница може да има 110 луѓе кои не се од Брвеница и може да дојде да гласат и дека активистите на СДСМ нема да ги препознаат. Добро, значи ја префрламе топката на избирачкиот список. Ви го памтам прашањето, не ми одговорите, ама во следната тура за начинот на преговарање. Избирачкиот список велат дека она што е постигнато напред е дека 176.000 спорни гласачи кои што беа утврдени дека се нашите иселеници е договорено да се најдат на посебна листа со звездичка. Што тоа значи? Дека тие ќе морат активно да се регистрираат таму каде што живеат или имаат право повторно да дојдат во Македонија да гласаат? Значи вака, за бројот на запишаните избирачи веќе година и пол е тема околу избирачкиот список. Многу дебати се одржа и од еминентни стручњаци на сите телевизии кои што разговараа во смисла на поддршка на одржување на попис заради утврдување на веродостојноста и на точноста на податоците во избирачкиот список. Значи, пописот со избирачкиот список нема директна врска. Пописот се спроведува заради потребата на статистички податоци. Оно што каже господинот Клековски, не разликувањето на државјани и на жители на домицилното население. Значи, ние имаме запишено 2.400.000 жители. Го спомнавте примерот на Косово. Јас ќе ви кажам пример на Словенија има 2 милиона и нешто жители, има 1.700.000 запишани избирачи. Албанија има 2.770.000 жители, има 3.270.000 запишани избирачи. Оно што кажавте повеќе. Бугарија има 7 милиони жители, 6 милиони и 900.000 запишани избирачи.
Еве Германија ќе ја кажам, од 80 милиони жители има 68 милиони запишани избирачи. Обратно. Или Босна има 3 милиони и 800 жители, има 3 милиони и 200 запишани избирачи. Што ми беше целта на овие бројки и она што спомна господинот Клековски? Заради многу поставените дилеми и од страна на политички би кажала представници и од страна на стручњаци дека не е возможно, па дури од страна на меѓународни представници, дека не е возможно бројот на државјани, односно бројот на запишани избирачи да биде близу со бројот на државјани на Република Македонија и со една проста, би кажала, математичка операција на собирање на малолетно, полнолетно население се доаѓа до некои бројки кои што навистина се нелогични, меѓутоа тие не се одраз на материјалната вистина. Заради тоа што избирачкиот список и базата на податоци во избирачкиот список ја црпи од книгата на државјани на Република Македонија. Значи, тоа е единствен за целата територија на Република Македонија. Она што ме прашавте за диаспората и за иселените, дали во посебен список, јас не сум слушнала денешните изјави од одржаните средби на представниците на политичките партии, меѓутоа заговарање на тези, значи тоа беа пренесени информации на интернет портали и некакви толкувања, значи званично не сме слушнали, меѓутоа запишување на посебен избирачки список на диаспората е невозможно согласно нашиот изборен законник, затоа што ние имаме единствен избирачки список. Сите државјани на Република Македонија се запишуваат во единствениот избирачки список. Тие за кои што од МВР имаме добиено податок дека се иселени повеќе од 3 месеци или подолго од 1 година надвор во некоја друга земја, се обележени со звездичка, односно сега мислам со буквата Д, како диаспора. Сега нелогичноста по однос на бројот од вкрасената проверка на гласачи кои што ги нема во ниедна друга база на податоци, а ги има само во базата на податоци на Министерството за внатрешни работи. 42.000, тоа е друга бројка. Добро. Тие ги нема нигдека. Тие треба дополнително. Имаше порано дека и за диаспората, нели само во базата на податоци на МВР ги има. Значи како и да е. Не говорите за овие 176.000. Тие каде ќе гласат? Ако зато и пописот важен, некој дека не е важен. Избирачкото право. право. Колку имаме иселени луѓе надвор од Македонија, веројатно ќе знаеме како да постапуваме. Сега ќе ви кажам, значи избирачкото право е неприкосновено со устав за гарантирано. Секој што е државјанин на Република Македонија, што е деловно способен, што е полнолетен, што има живеалиште во Република Македонија или последно пријавено живеалиште, гласа за изборите кои што се одржуваат во Република Македонија, односно за парламентарни, за председателски избори. Оние кои што се наоѓаат надвор од Република Македонија, тие се запишуваат, се пријавуваат за гласање, односно се запишуваат и се пријавуваат за гласање и за нив важи активната регистрација. Значи, нив ги имаме во избирачкиот список во Република Македонија, меѓутоа, се организираат изборите таму каде сега, кога ќе завршува јавниот увид, се објавува јавен повик во амбасадите на Република Македонија во странство и во нашите конзуларни представништва и има рок во кој што се поднесуваат барање за запишување во избирачкиот список за тие што ги нема и се поднесува пријава за гласање. Значи, секој државјанин на Република Македонија што се наоѓа надвор од Република Македонија и кој што на денот на гласањето нема да биде во Република Македонија, може своето право на глас да го оствари во избирачко место во нашите амбасади, односно дипломатски и конзуларни представништва. Значи, тука важи активната регистрација. Сега се зборува, званично не сум слушнала изјава, за однапред вадење на овие избирачи на посебен избирачки список. Тоа за сега не е возможно согласно нашиот изборен законник, освен ако врз основа на некаков си политички договор има измени во изборниот законник. Значи, после запишувањето и после пријавата за гласање, која ќе стигнат тие пријави во Државната изборна комисија,
се отпечатуваат посебни избирачки списоци за луѓето, односно за државјаните на Република Македонија кои ќе гласаат во странство и се дистрибуираат во тие амбасади кои што имаат статус на избирачко место. Значи, отпосле имаме отпечатување на посебни изводи на избирачки списоци само за тие кои што се пријавиле дека ќе гласаат во странство. Што не мора да значи дека останатите кои што се надвор од Република Македонија на денот на гласањето нема да бидат во Република Македонија и дека не би можеле да го остварат своето право на глас. И од тука и релевантно ми е, или сега за сега не го знам размислувањето во таа насока, ако има такво, да однапред се одвојат овие што се обележани со звездичка дијаспора, значи однапред да бидат во посебни избирачки списоци, а дел од тие би можеле да гласат на денот на гласањето во Република Македонија, значи како? Со два списока ли ќе биде избирачкиот одбор? Тоа ќе мора да почекаме. Дури и во многу земји може да се гласа во било која. Вие сте наред, само една ми јавува дека е време за реклами, а потоа со Трикостов. Заглавивме кај избирачкиот список и не е чудо што дури и Државната изборна комисија може заглавувала на вакви дилеми, сите сте на некој начин експерти. Костов, имате реплики до објаснување за... Не, реплика, Љубиша, ја не се согласувам... Реплика не значи испротивставено мислење, може реплика... Ја не се согласувам кога ќе се каже спорни гласови биле тие. Воопшто не се спорни. Кои не се спорни? Еве, тие 170.000, 40.000 луѓе. 40.000 ги нема нигдека. Право се на избирачкиот список. Значи, има државјанство. Значи, за овие 42 не знам кај се. По сите основи тие не се спорни гласови. Него видите сега што ни се случува. Со избирачкиот список се направи еден мит. Значи, некој ни наметнува изборен инженеринг, да не речем кој оди, тој еден израз на Джовани Сартори, оде во изборен бастардитет, се вика тоа. Значи, избори, ама не, и кога ќе дојдат време, предвремени избори, еднаш, два пати, три пати, се губи и сега, нема избори, нема услови. Како нема услови? Ај вака се подсетиме. Кондарко, Новаковски, Рилковски, и не ги памтам сите, да речем. Сите луѓе од СДС ја водеа Државната изборна комисија. Дали тие луѓе несовесно работеа? Дали тие луѓе спроведуваа фалсификати избори контра својата партија? Не е точно. Си спроведува демократски, фер, слободни избори. Списокот беше тој и сега е истиот, само што сега и домашни експерти и странски експерти го по неколку основи, јас би рекол, го сецкат, го сецираат, управат вивисекции, го джелатат, народски речено, не ги најдоа фантомите. Што ни се случува нам? Не дознаме што значи фантом, тоа беше, не најдовме дефиниција. Фантоми, луѓе кои гласат повеќе пати, а немаат право, треба да гласат на едно. Тоа дефиницијата за фантом е тоа е. Нема дефиниција. Не, тоа е дефиницијата. Лаичката дефиниција. Нека е лаичка, ама таа е таа дефиниција. Знаете ли што се плашат СДС и Заев? Тие гласови, кои се иселени сега, што кажува колегата и колешката, некој да не ги злоупотреби. Ама ајде да докажеме дека некој ги злоупотребувал до сега. Не излезе ни еден фантом од ни еден список. Не се покажа дека Љубиша и Сотир наместо на едно место во минатото 2014, 2013, 2011 гласале покрај на нивното избирачко место и во некое друго избирачко место. И сега ќе однапред бараме алиби и ќе прогласуваме спорни гласови. Апсолутно се неспорни. Убаво кажа колешката, избирачкиот список е единствен и сега пак треба да дозволиме политички воли, политички договори. Не, законот е многу јасен. Избирачкиот список е единствен и бујрум, Сашо како кажа, па има мониторинг и јас само би додал 4-кратен мониторинг. ОПСЕ ОДИХИР, невладин сектор, ДИК си има свој механизам за мониторинг и политичките партии. Љубиша, практично и теоретски невозможно е во Бравеница, каде збореше господинот Клековски, да направиш фалсификати и да ја наполниш кутијата. Сите работи што се обидени, се откриени и се во многу мал процент. Во останатиот дел од Македонија, обично знаеме,
таму каде што е прокси гласањето, фамилиарното, кое сега пак се намалува. Не е лошо се прочити еднаш како што треба и како што ви Алtanџиева да се стекне доверба во тоа, дека немало вака. И затоа се тие проверки за кои што говорите. Значи, можеби не е така како што некој смета, но не е лошо да се добие што прецизен. Ама говорете и заради тоа беа, значи, тие правилници и методологија кои што навистина беа обемни за таа вкрстена проверка. Е сега резултатот поименично би одел. Еве да ви кажам, Новаковски, Алtanџиева, Ваня Јосифовски, Даштевски. Тоа се експерти, државата ги обучуваше години наред. Они се сега зрели да бидат советници на ДИК. Зошто не ги користиме? А јас тврдам, ја бев нивни конкурент, па отпаднав. Ама ги не рекоме дека ќе се Ама тврдам дека спроведуваат демократски фери и Алtanџиева веќе член на ДИК. Ама не е важно. Вие може да бидете партиски представник, ама тоа не значи дека треба партиска директива да спроведувате. Знаете зошто го кажувам? Некој сака сега да негира дека тие луѓе не работеле како што треба, а јас ти тврдам во моментот тоа се врвни експерти. Ама знаете ли, експертот сега па еди го негира дека не бил експерт, чист експерт, дека бил предложен од партијата. Значи, и на експертите можеме мало да им најдеме. Зошто лидерите се осогласуваат за имињата на експертите? Кај го има тоа? Како? Зошто лидерите се договараат за имињата на експертите? Еве и тоа, да. Зошто е тоа предмет на политички договор? Па кој да го предложи експертот? Па не знам кој да го предложи. Факултетот, некој мора да го предложи. Не, некоја кадрска комисија, Ама и владата за која што сега се заговара дека треба да е експертска, експертите треба да ги предложат политичките партии, не ќе дојдат тие од сами на чукнат на врата. Не, сами аплицираат, експертите сами аплицираат. Ама кој ќе ги прифати? Кој ќе го Собранието, комисија, имаше. Собранието кај што има мнозинство има партии, значи партиите се не така како Ама тоа е веќе злоупотреба на институциите. Онда одиме во друга има сфера. биографија на еден експерт, има биографија на друг експерт, има критериуми таму. Работно искуство, докажани резултати. Јас не сум убеден дека дел од решенијата има докажани резултати во изборни процеси. Бидејќи експерт значи долгогодишно искуство. 3 години, 7 години, 10 години. Треба и дали се преговара за експертски, или се преговара за технички, или се преговара за широка коалиција. И се рангува како за секој избор се рангуваат кандидатите спрема исполнување на условите. Не се. Малку да се вратам на избирачкиот список. Точно дека избирачкиот список е единствен. Меѓутоа ние немаме избори во една изборна единица. Ние имаме избори во 6 изборни единици. Кој каде живее не е важно само за да биде на единствениот избирачки список, туку и да имаме рамномерен број на гласачи во сите 6 изборни единици. Една од работите што ја предвидуваме дека ние имаме и 7 изборна единица. Диаспората. Бидејќи таа дава до 3 пратеника. Значи, за мене не е спорно дека имаме единствен избирачки список. Меѓутоа, после гласачите од тој единствен избирачки список треба да се дистрибуират на 7 избирачки списоци. 1 до 6 во Македонија, нели? Да. Гласаме во изборна единица 1, во изборна единица 2. Ама тоа е извод, Сашо. Тоа е извод. Меѓутоа, каде е диаспората? Значи, луѓето што се со адреси надвор Република Македонија мора да бидат на 7-миот извод. Така е. За гласање во диаспората. Како? Ама Сашо и така е. Да, така е. Ама тие имаат адреса кај што живеат во Австралија. Добро. Да. И ќе бидат на И се таму, Сашо. Но имаат адреси и тука. Сашо, тие не се спорни, Сашо. Знаеш кои се спорни? Иселените се спорни. Значи имаме неколку категории. Има луѓе што немаат веќе адреси во Македонија. Да, тие не се спорни. Јас знам такви. Втората категорија е луѓе што имаат адреси кои не се во нивна собственост. Точно и такви. Значи, ако сум јас собственик во станот, не може некој што бил пред мене собственик да се води на таа адреса. Тој мора да биде избришен од таа адреса. Ама тој не го губи правото да гласа. Кај да биде запишан и веќе се доведува во прашање повреда на уставното право на глас. Дали избирачкото право предпоставува да поседувате имот во Република Македонија? Веќе оти законското решение. Ама ние имаме изводи. Значи, моето гласачко право треба да биде согласно со балансираниот број на гласачи. Ние во моментот не знаеме дали бројката на гласачи во 6 изборна единица и во 1 изборна единица е балансиран.
две отскокнуваат, па тоа беше и основот. Да, да, Уставенството плюс-минус па да. Значи, сакам Се да очекува кажам сега да ги дека избалансираат. тој што има недвижност во Република Македонија, во изменна единица 6 ќе си биде на тој список. Тој што нема не може да биде во изводот од 6 изборна единица. Ќе биде на некој 7 извод. Не, вака, тој може да гласа и во Тања Угов рече недвижноста не е услов. И таму каде што живее во Америка, кај ќе гласа? Може на двете места, не може. Не може на двете. Не може. Ама за тоа јас објаснив. Значи поднесува пријава за гласање и тие лица се отпечатуваат, после се запишуваат на посебен избирачки на посебни изводи на избирачки список. Извод за станство. Значи има за секој избирачко место. За Канада се гласа во Торонто. Тие може да се пријават да се организираат со специјална поста дипломатска. Ама има да знаат се колку пријавуваат и се вадат од единствениот избирачки список. Значи тие лица што се пријавиле за гласање во странство се Ама тие не се вадат од единствениот избирачки список, остануваат и во единствениот. Не. Остануваат во единствениот. Ако е единствен, тогаш е единствен. Па затоа се прави забуна, можеби. Ама немојте сега. Значи, тие што ќе се пријават за гласање... Тања е во право. Ако Љубиша Николовски... Значи да се вратиме на комуникацијската стратегија на ДИК. Да. Ако е ова објаснето... Ова е едно од ожањето. Ако информирани особи, како нас четворица тука, не е јасно што е фактичката вистина, како да очекуваме дека на повеќен граѓани... Не, ја поинаку гледам. Значи мора да биде јасно искомуницирано. Ама тоа е. И се создава перцепција, има недоверба после во институцијата. Значи мора да има јасна стратегија, бројките да бидат јасно комуницирани, тоа се повторува за да стигне како информација да посечне граѓани. Јас и предлогот на Сашо добро го сваќам, технички да се подсуреди за собственоста што зборува. Али тоа не е услов сега за сега. Тоа е друга тема, Косто. Тој многу паметно, практично кажува како да се технички несреденостите, она во селата нема улица, или нема кај се води, или се води на две адреси, да се подсуреди. А инаку, луѓе, нема дупли гласачи, верувајте. Љубиша Николовски запишан во избирачки список во Република Македонија. Живеете 2-3 години надвор од Република Македонија. Има правило колку треба да живееш надвор за да кога ќе се пријавите? Ако 2 месеца ништо, треба една година. Има услов таму над 3 месеци и повеќе од една година. Ако Љубиша Николовски живее во Њујорк и поднесе пријава за гласање по електронска пошта во Државната изборна комисија на посебен образец кој што се пополнува со сите податоци и скенирани документи, пасош за гласање, се пријави дека ќе гласа во амбасадата во Њујорк, значи се брише од избирачкиот список во Република Македонија и сите тие како вас, да кажам, што се и во други земји, и се отпечатуваат посебни изводи за избирачки список на државјани на Република Македонија што ќе гласаат во странство во сите амбасади и во сите дипломатско-конзуларни представништва. И тие на денот на гласањето не фигурираат во списокот во Република Македонија. Остануваат само тие кои што не поднеле пријава за гласање. Со тоа се претпоставува дека таквиот државјанин во Република Македонија или нема интерес да гласа, или можеби има намера да дојде да гласа во Република Македонија. Меѓутоа, ја би одел еден чекор понатаму, да не биде засновано на активна регистрација, туку сите државјани на Република Македонија кои имаат регистрирана адреса во странство, автоматски се издвојат за гласање во странската држава. Доколку законско решение стане. Ама сега ние имаме дискреционо право на гласачот, значи он бира. Ама иначе ова е практично. Ама ја не можам да бирам од двојка да гласам. Јас гласам во изборна единица 1. Ама не, да чистиме. Значи ја немам дискреционо право да одлучам каде ќе гласам. Извините. Значи зошто некој од Михен да има дискреционо право да одлучи дали ќе гласа во изборна единица диаспора или во изборна единица 1. Ја немам дискреционо право. Значи мене ми е да адресата во Желево, се извинувам, на партизански одреди во Карпуш 4, јас гласам во Петар Попарсов на тој и тој изборно. Значи, ама вие ако сте го продале станот во Карпуш, а сте се оселиле, како што велат на Джиева, вие имате пасош во која адресата последно место на живење, а таму сега живее некој друг. Тоаш кој ќе дојде, тој кај ќе гласа. Јасна категорија за луѓе што има регистрирани адреси во странство.
Ама тие секако имаат регистрирани адреси во странство. Има некои има луѓе пасоши што во кои што немаат документите адреса и кои што имаат зборам во регистрирано во странство. документите дека се одјавиле од Република Македонија и се регистрирани со странски адреси. Видете, ова е веќе прашање за една поширока дебата и меѓу Опа. експертската јавност. Значи, тоа би предпоставувало ново законско решение. Сега за сега, Само така. државјанинот на Република Македонија, што живее и работи во странство, што е на привремена работа таму, значи има дискреционо право да гласа дали во земјата не- кај што живее или можеби би дошол да гласа во Република Чекајте, сега Македонија. има дали е привремено работа или е диаспора кој што се одсели, што ви Кликовски се одеви од тука. Тој е живе 15 Тоа е друго, години во друг случај е тоа. Значи Не. за кого разговараме? Во странство има Сите прак, имаат Дотакнува оние исто чартер право. летовите и автобусите полни што ги донасаа. Тој момент тука е затакнато, бар така ја го сваќам господинот Клековски. Видете, заради тоа, тие што значи, подолго треба- време ги нема овде. Јас сум не експертски Затоа лаички. е попис треба да Значи, знаеме мене никој не кој ме прашува Не, дали не, ќе не. бидам во изборна единица 1. Значи, изборна единица 1 ми е одредена спрема моето Место на живење. Ја Но не можам логиката да тоа кажам, што го еба не зборувате. сакам Да. да гласам во Карпуш 4, сакам да гласам во двојка, пошто таму им фали некој од симпатизери, таму да пополнам. Не, Значи, само диаспора и било која единица. Ама тогаш не сме еднакви. Примерот не ти држи. Значи само Ама таму кај што тогаш се не сме еднакви. запишем и Ама диаспората. тогаш не сме еднакви. Тања објасни. Не, па Тања објасни. Ама тоа се објективни пречки. Тоа е таа подвижност на населението. Не, ама затоа и попис не можеме да направиме, зашто не можеме да движење. знаеме колку не има. Не можеме да тврдиме кој е тука, кој не е тука. да. Ама и никој не може непризнавање да на се... објективни Ама ни тешко е. на Снимаме на туѓи пописи, на пописи на другите држави. Видовте проблеми со Њу Јорк, видовте проблеми сега во Англија. Не сме единствени. Сите имаат проблеми со избирачките. Ако нема никакво движење во фонд за осигурување, во пензиски фонд, во социјални служби, во даночни служби, Добро. ако нема платени казни за прекршок ваков или онаков, ако за граѓанинот ништо не се случува во Република И се Македонија, поставува прашањето кој е најверојатно тој. не живее во Република Тоа е Македонија. друго, ама тоа е друго. Не, ја не викам дека е фантом. Значи да Не, чистиме. не. Јас викам дека он најверојатно се провери, е па не, да Ама се за тоа донесе треба да се решение. провери идентитетот. За избирачкиот список и за Државната изборна Не, комисија Тања, треба да биде важно и е Еве важно... една одредба. Една секунда само. Проток на Значи, толку и толку време, доколку го нема на таа адреса, не се појавува во ниедна база, се знае. Тогаш е бришење. Значи се утврдува Ама треба идентитетот претходно на законски да гласачот. се постави. Идентитетот на гласачот кој го Е, утврдува? сега се разбираме. Значи, јас викам, значи, ние не можеме така да го избришиме, затоа што Па, можеме да, да па му немаме право. нарушиме правото Да. за гласање. С кога што се согласивме? Дали тогаш може да направиме спорна листа, да не се избришат од гласачкото право, а луѓе што би требале дополнително да се идентификуваат за да го остварат правото на Еве сега глас. да кажам, јас имам едно Или некој акт на ДИК, размислување. или само со законско решение. Ова мора со Нема друго. законско решение. Нема волја на партиите Еве спомнавте активна регистрација, може би да беше до сега, ќе беше завршена. Ќе имаме најубаво е чиста тоа. Тоа е ситуација. најубаво. Во однос на ова спорна и јас иако не сакам да го употребам тој збор, меѓутоа еве за ваквите гласачи може некаква делумна За овие активна 42.000 што се утврдили Ја не дека знам нема која пари е за категорија, кои се 42.000, Така кои се рекла се, така, зборот за видите, значи, за да се 42.000 излезе кои ги со нема во бројки. ниту една Ја не знам база. кој излегол со такви бројки. Јас од званичниот Добро, не е орган битно Државна изборна бројката. комисија Сакам да кажам некоја меѓутоа, бројка. Ова е голема бројка, 42.176.000. Значи, мора да има некоја функционална анализа. Значи, тоа се емпириски податоци, тоа се бројки. Мора од тоа да има резултат. Значи, не може само со сурови податоци да се излегува во јавност на поларизирани ставови на политичките партии и се создава тотална конфузија, се Повторно создава недоверба, да. перцепција на недоверба. А тоа Ако е се интенцијата трудиме да за го доверба, избегнеме, дај да. да се објасниме, значи да се зборува отворено. Може делумна, активна Само регистрација за овие луѓе. за овие, еве што да викаме ги нема уни една или не знам кој што ги спомнува Љубишо тука 42.000. Па толку прочитам, мене Некоја партиите не дојде да ми кажат. делумна условена активна регистрација, еве као мој предлог нека биде. Да Затоа се што објават на интернет, да да има се јавен објават, повик, нека биде 20 дена, 30 дена. да дојдат да потврдат дека постојат. Јас сум бил, тој. така е. Значи јас сум И не тој. само Нема тука, што туку некој да го може и во бара амбасада по тоа да се теренската направи. проверка не исполни целта заради која што обемна операција, Не ли скапа, имаше на сложена. интернет, не ли беа објавени имијата? И овие имија
40 Ама нема ваков облик на Ама не може. повик за Анкетата не е доказ, не е основ се за јавуваат донесување луѓето, да. на било каков факт. Дали за бришење, дали за ги бројки, запишување. еве вака. Еве се алудира дека ВМРО прави нешто. 2006 година избирачкиот список е 1.741.449. 2014 е 1.780.128. Зголемување имаме 38.679. Предходните периоди имаме зголемување за 130.000 или за 170.000. Еве го за 148.000. Каде со овие избори се фалсификуваат, кога ВМРО ги добива изборите со 150, со 200.000, со над 200.000 разлика? Од времето уште на... Ама, видите, да не бегаме од факти. Ова не за вас него, за тие што налагаат. Ама еве го, еве колку се зголемил, за колку години, колку се зголемил списокот. Дури ја би рекол и многу малку се зголемил. Предходниот период нешто имаме поголемо зголемување. Ама тоа е тоа природни движења, раѓање, умирања, губење деловна способност, отпишување од државјанства. Имаме за предходен период 191.000, 1990-2000 година. Види колку повеќе од 38.000 е. Стварно може би ради иселеноста сега на одреден дел. Ама кој ќе го стопира тоа? Ама дали во тој период Никој не може тоа Саша да го стопира. Имаше некаква меѓуинституционална соработка, би кажала, и меѓу Државната изборна комисија, Министерството за внатрешни работи, Завод за статистика, некакви други работни тимови на еминентни луѓе кои што се бават со таа проблематика, за да се објасни зошто и врз основа на кои показатели се зголемува бројката во избирачкиот список. Врз основа на што? Кога се намалува? Зошто? Значи, ние немаме заедничка акција на повеќе институции кои што би значеле, на некој начин би ја амортизирале таа, би кажала, партиска инвазија врз институциите. А то нема врска со изборите и со ДИК. ДИК си ја тера својата работа, без разлика дали се членови од СДС, од ДУИ, ДПА или така, или еве сега експерти. Некој сака да ни наметне еден Државната изборна комисија си ја заврши нејзината работа. Да, и меѓу себе не можеме да се разбереме. Не се разбираме. Не, се разбираме, да, ама. ДИК си ја заврши работата. Да, јас се согласувам. Тие сигурно напорно работеле, познавајќи значи каква е проблематиката на работа, поготово сега во овие услови. Појачани од странци беа. Меѓутоа, од ИСАФ им дојдоа. Тие се во една незгодна ситуација, значи притиснати од страна на политичките партии, секојдневно бомбардирање кон Државната изборна комисија за вакви, за онакви резултати. Значи се работи само за доверба, така? На крај ќе излезе дека ние Зошто ништо не Државната изборна комисија не излезе со реакција да каже ние за овој период завршивме ова и ова. Функционална анализа врз основа на нивната спроведена вкрстена проверка. Значи тие се тие што треба. Ама Љубише, се ближи моментот. Ево, кима, веќе се зборува октомври, ноември. Некој ќе мора да каже дека списокот е во ред. Господинот Хан излезе со предлог за некаква идеја. Не, тоа не согласува. Пак ги негираме нашите. Ама не станува збор за дали се согласуваме. Значи, еве, ако им веруваме се на станците, друго ми е целта да кажам. На македонците сакам да им веруваме. Со некаква идеја за меѓународно вклучување. Значи, пак во функција на градење доверба во списокот. Тоа е само заради тоа. Меѓутоа, јас сум јасен и дециден. Сакам на претседателот на ДИК да му верувам, на Дума да и верувам. Ама за да му не се веруваат. Не факти, кога ќе покажат факти, а фактите веќе ги имаат, мора да веруваме. Значи во право е. Ама кај беше нивната реакција да кажат? Чекајте бе луѓе, ние ова го работевме. Списокот, врвни членови на СДСМ се подсмеваа со списокот. ДИК го премоча тоа. Сашо, во кој смисол врвни членови? Во функции? Да, може би. Ама не се тоа врвни стручњаци за избори, изборни кампањи и изборни системи. На симпатизерите на СДСМ тоа е. Ајде нека дојдат со тебе да разговарат. Нека дојдат со Тања да разговарат. Едно се партиските ставови, нивното дејствување и што се вика трансмисија на партиски станови на ставови на членството. Има станови, сигурно. Станови има. Тоа е друга работа. Меѓутоа, Државната изборна комисија требаше да каже ние ова и ова го сработивме. Значи, да има реакција од нивна страна. Тоа ми беше поентата. Да не дозволат партиите да ги надвладуваат. Има таму еден киосокот, каде што СДС многу тешко ќе се повлече од проблематизирање на избирачкиот список, осим ако не се намали бројот на избирачкиот список.
пошто сега и СДСМ е во една тешка ситуација. Значи, треба да признае дека овој избирачки список е окей. Што ќе каже дека претходно важеле. Па нека не трчаат со изјавите. Не, и јас мислам дека сега ова ставање на звездички новија 170.000 и минусирање од 1.700.000 или 1.800.000 ќе биде формулата за представување на овој список како веродостоен. Тоа ќе биде компромисното решение. Па некако Звездичката. ќе мора сите страни да излезат со бел образ од операцијата. Или па уште едно разнесување, да кажам, после завршување на гласањето, доколку некој од политичките партии се сомнева во резултатите, да може, значи, после извршеното гласање, да се има увид во оние избирачки места во избирачкиот список. И мислам еднаш може треба тоа да се ја воведе. услужни ситуацијата, меѓутоа треба партиите да имат конкретни... Нема време за тоа. Вечерта на изборите Треба се каже да се честита. Да не се... Клековски, рековте саат и поле многу време, еве заврши, треба да завршиме емисијата. Или да продолжиме уште едно пола сат. Не. Благодарам Да што оставиме бевте. нешто и за следниот. Да. Ама нема да дојдете. Ќе дојдеме. Тешко ве собирам. Видиш убава дискусија на Имаше уште многу други прашања и политички, но Не па е да ја продолжиме, ова нека биде прв дел. Добро, ние сме тука секој ден има дебати. Ви благодарам што придонесовте за расчистување и можеби на некои дилеми, иако остануваат, мислам дека граѓаните не можат се ова да го конзумираат така лесно, бидејќи уште прават разлика на жители кој има право да гласа или не. Битно е партиите кои што преговараат да го разберат ова и да се договорат, а потоа лесно преку медиумите ќе им објаснат и на своите гласачи што ги викаме граѓани. Вам, почитувани гледачи, на вниманието ви благодарам. Останете со програмата на телевизија Нова. Благодарам.